وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد. Благодарност и слава му припаѓаат на Аллах, возвишениот Господар на сите светови, кој не поучи во се што е корисно и полезно за дуњалук и за ахирет, кој не предупредил за се што е одвратно и лошо за дуњалук и на ахирет. Сведочиме дека нема друг Бог освен еден Аллах кој заслужува да се обожува и сведочиме дека Мухамед салалаху алейхи ва селем е негов последен роб и пејгамбер. Почитувани драги браќа, чувствуваме верска и морална одговорност по повод доаѓањето на 1 април, кој ден се ближи кај нас, кој ден ги учи муслиманите на лага, ден за кој исламската улема предупредила преку нивните дерсови, преку нивните предавања, книги и фетви, дека тоа е покудна навика, тоа е пракса која не смее да се најде кај еден муслиман. Што се однесува до 1 април, тоа е еден ден што го слават речиси сите народи на Европа. Овој ден е познат како ден на шегобијците и наивните, на лажговците и глупавите. Во Велика Британија го нарекуваат лудиот априлски ден, во Германија априлска шега, во Франција априлска риба, во Романија ден на будалите, во Русија ден на глупите, а па кај нас на Балканот тој се нарекува ден на шегата и лагата. Неговата историја или легенда на овој ден настанал уште во 1564 година во Франција, кога кралот Шар IX го сменил календарот со кој нова година место на 1 април решил да се слави на 1 јануари. Што значи, со овој краток преглед за историјата на овој датум, гледаме дека овој обичај, оваа пракса, каде западнаците дури поставуваат и ден во година, ден во кој се слави и се возвишува лагата. Па затоа и ние како муслимани сме должни да ги познаваме сите овие појави и феномени кои се варат во европската кујна и ни ги пласираат меѓу нас муслиманите. Може би некој ќе се запраша и ќе реагира на ова наше излагање, сметајќи дека тоа е само ден на шега, ден на лага,
и не е ништо страшно по динот и по верата на Аллах субханаху ва таала. Меѓутоа, ние сме должни врз основа на Куран Азимушан и врз основа на суннетот на пегамбер саллаху алейхи ва селем да предупредиме дека ова е штетна појава и исламската улема врз основа на бројни докази и аргументи тоа го смета за гнасен чин и харам. Па затоа, најпрвин во Аллаховата книга се спомнува дека возвишениот Аллах во сура Нахл 105 ајет вели: "Иннама јафтари л-кадиб аллазина ла юъминуна би ајати Аллах ва улаика хумул каذибун." Навистина лага изнесуваат оние кои не веруваат во Аллаховите знаменија. И навистина тие се лажговци. Значи, лагата, мамењето, нечестноста е особина на наивните, на малоумните, на глупавите, а не на муслиманот. Спротивно на лагата е искреноста. Искреноста е сакан збор кај луѓето. И да не дојдеше верата, или пак моралните, етички принципи кои повикуваат кон неа, пак луѓето ќе ја бара и ќе се придржува за неа. Додека лагата, мамењето е тоа срамно својство, душите се вдахнати со омраза кон неа. Дури научно е потврдено дека човек кога мами, кога изнесува лага, тогаш мозокот троши поголема енергија отколку кога ја зборува вистината. И затоа пегамбер саллаху алейхи ва селем рекол: "Асидку туманине." Искреноста е смиреноста. Искреноста носи смиреност. Вал кадиб рибе, додека лагата носи вознемиреност. Затоа се пренесува од Аиша радијаллаху анха дека пегамбер саллаху алейхи ва селем немало омразена особина, својства, која била одвратна кај пегамбер алейхи селем, како што е лагата. Кога некој човек би излажал, тогаш тој човек би излегол од срцето на пегамбер саллаху алейхи ва селем и се додека не би слушнал пегамбер алейхи селем дека таквиот човек направил покајанување. Затоа, лагата е својство на кафирите, на неверниците, бидејќи тие не се плашат од Аллах Джелешануху и не можат да ги предвидат последиците од опасноста на лагата. Исто така лагата е истовремено и својство на мунафиците, бидејќи пегамбер саллаху алейхи ва селем рекол: "Ајетул мунафик ثلاثه ва иҙа хадесе каذаб." Знаци по кои се препознава дволичнакот се три. И едно од нив е кога зборува мами. Затоа ние знаеме дека нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем уште пред да биде испратен како пегамбер беше познат во редовите, во кружоците на Мека како искрен човек, ас-садик ел-емин. И затоа кога Херкул го праша на Ебу Суфијан, а Ебу Суфијан се уште немаше примено ислам, кога го праша дали овој човек пред да се прогласи за пегамбер, дали од него имате забележено некаква лага, Ебу Суфијан призна и рече дека тој човек од него никој пат не е чуена лага или измислица. Па затоа Херкул рече: тој што не лажел за луѓето, тој нема да лаже ниту пак за Бога. Затоа мораме да внимаваме на оваа лага, бидејќи иннел кадиб јахди лил фуџур, бидејќи лагата, како што вели пегамбер саллаху алейхи ва селем, може да не одведе до грешење, ва иннел фуџура јахди илен нар, а грешењето ќе не одведе во пекол, во џехеннем, во неуду биллах. Затоа лагата може да биде разновидна, лага на Аллаховата вера, за која се смета за најомразена и најголем грев, да човек зборува за Аллахов дин без знаење, тогаш тоа би се сметало за лага. Инна аллазина јафтаруна ала Аллахи л-кадиб ла юфлихун. Вели Аллах субханаху ва таала, навистина оние кои измислуваат лаги на Аллах, тие никој пат нема да бидат спасени. Потоа опасна е лагата врз пегамберот салаллаху алейхи ва селем,
како некој да кажува или изнесува хадис за пегамбера салалаху алейхи ва селем дека пегамбер всушност нешто рекол, а тој не рекол. Значи да измислува хадиси, да измислува апокривни изреки и потоа тие да ги насочи и да ги прилепи на адреса на пегамбер салалаху алейхи ва селем. А пегамбер салалаху алейхи ва селем за тоа вели: "Мен кадеба алейя мутааммиден фалиятабавва мaqadahu min an-nar." Кој ќе лаже на мене намерно, нека знае дека си подготвил место во џехенем, место во оган, а хадис го пренесува имам Муслим. Исто така е страшна она лага која може да се користи при суд, за која пегамбер саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Ала унабиукум би акбарил кабаир." Им рекол на асхабите: "Дали сакате да ви известам за најголемите гревови? Дали сакате да ве известам за најголемите гревови? Дали сакате да ве известам за најголемите гревови?" И тоа го спомнал 3 пати. Калу бела ја Расулаллах. Асхабите рекоа: "Секако Божи пегамбере рече елишраку билла, да му припишуваш друженик на Аллах. Второ, укулкул валидейн, да бидеш непослушен кон родители. И трето, ела ва каулу зур, ва шахадету зур, рече и лажно зборување и криво сведочење." И криво сведочење, а хадис го пренесуваат Бухари и Муслим. И што е најважно, за кое ние се наоѓаме и зборуваме на таа тема, ел кезиб фил мезах. Мамење во шега. Како што тоа е случајот со априлска лага и шега. Да човек кажува нешто за да ги насмее другите, а при тоа користејќи лага. И ова е забрането и харам во оваа наша чиста вера. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Ана заимун би бейтин фи васатил џанне лимен тарика ал-кадиб ва ин кане мазиха." Хадис е хасен, хадис е добар. Јас му гарантирам куќа во средина на џеннет. Лимен тарика ал-кадиб, за оној кој ќе ја остави лагата, ва ин кане мазихан, па дури и да се шегува. Значи овој хадис јасно, експлицитно, чисто ни објаснува дека човек ќе заслужи џеннет ако ја остави лагата, па дури и во шега, па дури и во исмејување и или па кога сака да се мајтапи, да ги насмевнува оние кои се присутни во него, во негова околина. Па затоа пегамбер саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Инни ла амзах ва ла акулу ила ал-хак." Јас се шегувам, меѓутоа не ја зборувам освен вистината. Значи дозволено е шега, меѓутоа само со вистина, а не со лага, а не со измислување на некои бајки и некои работи кои можат да придонесат до некои последици. Па затоа пегамбер саллаллаху алейхи ва селем вели: "Ваилун лиллади юхаддису бил хадис." Тешко на оној кој им зборува на луѓето и измислува за да ги смее. Значи, тешко на оној човек кој зборува со некој говор со намера да ги смее луѓето, а при тоа користи лага. Ваилун лаху, тешко нему, а хадис е веродостоен. И најопасна лага која истовремено денеска се користи е лагата при купо-продажба, лагата во трговија, за која пегамбер саллаллаху алейхи ва селем спомнал и рекол: "Мен гашена фелейсе минна", кој изневерува, кој мами, фелейсе минна, тој не припаѓа од нас. Хадис го пренесува имам Муслим. Па во друго место вели: "Таласетун ла юкаллимухум Аллаху јаумал кијама ва ла юзаккихим." Аллах џелешануху на судниот ден нема да зборува со оној al-munfik sil'atahu bil halfil kadhib, оној кој ја продава својата роба, а при тоа користи лажна заклетва. Значи мами се колне лажно. Затоа, драги браќа, лагата е опасно својство, одвратно својство, кое ние како муслимани треба да го избегнуваме, бидејќи пегамбер саллаллаху алейхи ва селем спомнал во бројни хадиси дека верникот може да биде страшливец, може да биде скржавец, но во ниеден случај не сме да биде лажливец. Од тука сакаме
да напоменеме дека лагата е забранета во секој случај и муслиманот, верникон, треба да избегнува во секоја прилика и ситуација. Додека искреноста е спас, како во таа смисла што се пренесува дека некој човек бегајќи од некои прогонители, го замолил на некој побожен човек да го заштити од нив. И му рекол, сокри ме од оние кои ме бркаат. Човекот му рекол, легни овдека, и потоа го покрил со палмини лисња. Кога неговите прогонители подосна дошле и се распрашале за него, каде е, дали го видел, тој му рекол, да, него лежи под лисјана. Тие помислиле дека се шегува со нив и си заминале, и на тој начин човекот се спасил благодарејќи на искреноста на побожниот човек. И лагата, како што се спомнува во хадис на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, дека таа е дозволена само во 3 случаи. Ла јахиллу л-казибу илла фи саласа, не е дозволено мамење и лага освен во 3 случаи. Казибу раџулу ала имратихи ли юрдијаха, да човек ја измами жена со цел да ја задоволи. Второ, вал казиб фил харб, лага во војна, бидејќи војната е стратегија. Вал казиб ли юслих бейне нас, и мамење со цел да ги помири двајца луѓе. И овој хадис е прифатлив и оценет како добар. Затоа тука ќе се ограничиме со ова наше излагање, со кое сакаме да ве предупредиме, драги браќа и сестри, да не поднеглуваме на се што ни доаѓа од запад, па макар и тоа да се нарече шега, штом во неа содржи лага, тоа е опасна појава, за да не ги привикнеме нашите генерации на исламот со лага уште од најмали деца. Затоа можеме да кажеме дека и нашите предходници од добрите генерации го осудиле лажењето и ги спознале неговите последици. Ебу Бекр радијаллаху анху вели, лагата е спротивно на верување. Значи, ако има верување, тогаш не може да се најде кај човекот лага. Ако има лага, тогаш нема иман. Абдуллах ибн Месуд радијаллаху рекол, алкохолот е мајка на сите зла. Жените се слуги на шејтанот, младоста е дел од лудост, најлоша заработувачка е попад на камата и најголем греф е лажлив јазик. Значи, Абдуллах ибн Месуд вели дека најголем греф е лажливиот јазик. Јахја ибн Халид вели, видовме како алкохоличарот се одрекол од пиење, крадесот се одрекол од крадење, блудникот прекинал со блуднешење, но не сме виделе лажгото да престане со лажење и да стане искрен човек. И затоа го молиме Аллах субхану ва таала, о Аллах, очисти ги нашите срца од лицемерство, нашите дела од дволичност, нашите јазици од лага, нашите очи од изневера и упатине, во она со што ќе бидеш ти задоволен. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.